Најчесто првата работа која сакаат да ја направат откако нашите печалбари ќе се вратат од странство е посетата на стоматолог. Ги лекуваат, пломбираат или вадат расипаните заби, бидејќи овде за оваа стоматолошка услуга се плаќа 5 до 10 напати помалку, отколку во Германија, Швајцарија и Италија. Токму затоа стоматолозите во Кочанско-Виничкиот регион најмногу работа, односно клиенти имаат во јули и август. На забар одат поединци, но и цели семејства, со цел да се искоригира се што е неопходно за да издржи до наредното доаѓање. Дури кога има посложени случаи, пациентите специјално доаѓаат по неколку пати од земјата каде што работат, за да им се изработи вештачка вилица, некаква операција или премостување. Сега со празници ваму таму одмори, нели, и зголемење, мислам, обемот на работа, повратници, странци наши гастербајтери доаѓаат и имаме работа доста. И нашите пациенти си доаѓаат на контролни прегледи. Има доста големи разлики во цените во странство. Сега некои пациенти си имат и таму осигурување, али и партиципацијата што ја плаќаат таму е доста повисока. Да речем, имам некои сознанија, пломби, естетски бели нанопломби коштат по 200 евра. Значи 20%, 40 евра е само партиципацијата. Додека кај нас е доста пониско. Цените се бели пломби од 260, 450 до 600 денари. Во Англија, да речеме, таму слушам и по 400 фунти плаќаат за лекување пулпити, значи лекување на завод, така, канално полнење. Овие протезките надокнади се доста поскапи. Еден имплант таму кошта околу 2000 евра, тука 400-500, така, зависи, мислам, од диагнозата. Порцеланските коронки исто таму се по 300-400 евра, една коронка, кај нас се до кај 50 евра, така, мислам, 3000 денари да зборуваме во денари, така. И доаѓаат тие што се така во странство, гледат тука да си поправат заби, санират, така, сега околу празникот или ден, така, до Богородица, обично овој период малку се зголемува, така, работава. Ако во овој дел на државата стоматолозите се ангажирани, кога тука се печалбарите во Гевгелија, например, работа имаат преку цела година, затоа што грците се постојани муштерии. Гевгеличани велат дека стоматолошки ординации никнуваат како печурки по дожд и дека за сите има работа. Ваквата ситуација наведува на размислување за развој на така наречен стоматолошки туризам. Нешто по примерот на Банскиот, да се привлекуваат европјаните да доаѓаат во Македонија за квалитетен третман на забите, а престојат да го искористат да ги посетат туристичките места, споменици и други природни реткости со кои Македонија изобилува.